За само 24 часа спласна оптимизмот дека брзо ќе се исправи грешката со воведувањето на 33% царина за македонските производи од страна на председателот на САД Доналд Трамп. Премиерот Христијан Мицкоски за вчера најдоцна за денеска најави решавање на проблемот. На деневна основа работат тимови и телефонски се случајаме и разговараме, очекувам многу скоро денеска убава вест за македонските граѓани и македонската економија. Најави вчера Мицкоски, но тоа не се случи. Не, се уште. Мицкоски кажа и дека додека се не биде готово, не може да се објави за што се преговара со Вашингтон. А дека процесот може да се одолговлекува, покажува и податокот дека во моментов над 50 земји од светот бараат директни преговори за да им се намалат царините од страна на САД. Денеска првко ќе побара решение израелскиот премиер Бенјамин Нетанијаху, кој на средба со Трамп ќе се обиде да ги намали 17% царина кои беа воведени за оваа земја, која важи за најблизок војни и политички сојузник на САД. Мицкоски пак вели дека директните последици од овие царини нема да бидат големи. А што се однесува до кој дел од економијата ќе биде погоден, можам да ви кажам дека секундарните ефекти можеби ќе бидат поголеми, односно доколку да речеме земјите од Европската унија не успеат да го надминат сето ова со Соединените американски држави. Тогаш ефектите би биле многу поголеми отколку сега примарните ефекти кои што ние ги имаме директно на билатерално ниво со Соединените американски држави. За илустрација, македонскиот извоз во САД е околу 1,5%, а во Европската унија над 70% од вкупниот извоз на државава. А меѓународните компании кои се во технолошко-индустријските развојни зони се во сериозен грч поради американските царини. За сега само една компанија, Аптив, најави за минување, а другите чекаат да видат што ќе се случува пред се на релација ЕУ-САД. Со најголем дел комуницирам секојдневно и сите се во една, како да кажам, една ситуација на Очекување, какви ќе бидат. Така да, какви ќе бидат. Очекуваат дека ќе има последици, меѓутоа секоја мултинационална компанија работи што помали последици да има во состојба на неговото работење, низиното работење. Така да ќе мора да почекаме да ги видиме барем прва половина од 2025 да видиме како ќе поминат. Инаку Европската унија, како и поголемиот дел од светот, освен Кина, се уште одмеруваат со какви мерки да одговорат на царините. ЕУ во среда ќе излезе со став и се мисли дали да оди со остри контрамерки или да даде време за преговори, додека единствената земја која веднаш одговори со драстични мерки беше Кина, која воведе реципрочни царини од 34% и забрани извоз на одредени стоки и услуги. Денеска азиските и европските берзи тргувањето го отворија со остар пат на вредноста на акциите и на индексите.